Вестите ги започнуваме со информација која што стигна пред малку. Светски познатата Филип Морис е единствената компанија која се пријавила на огласот за стратешки партнер на тутунскиот комбинат Прилеп. Одборот на директори ја прифатил понудата, а договорот се очекува да биде склучен во наредните неколку месеци. Наташа Хаджиспирковска-Стефанова ги има деталите. Филип Морис ќе биде стратешки партнер на тутунски комбинатот Прилеп. Одборот на директори на Прилепскиот монопол вчера ја прифати понудата на гигантот од тутунската индустрија. Договорот ќе биде потпишан во наредните неколку месеци, вели за Сител генералниот директор на Тутунски Александар Дерменџиев. Одборот на директори во јули месец донесе одлука за распишување на јавен меѓународен оглас за барање на стратешко партнерство. На огласот се јави како единствен понудувач компанијата Филип Морис International SA од Женева. Помнете сите барања и услови кои што беа дадени во огласот и врз база на тоа вчера се одржа состанок на одборот на директори на Тутунски комбинат Прилеп, каде што се донесе одлука да се прифати понудата од страна на Филип Морис за стратешко партнерство. Раководството на комбинатот одлучи да бара стратешки партнер затоа што пропаднаа неколку обиди за продажба на компанијата Загубар, бидејќи немаше заинтересирани купувачи. Деталите од бизнис планот кој ги достави Филип Морис се деловна тајна и ќе бидат објавени по потпишувањето на договорот. Сепак извори за Сител велат дека нема да има никакви промени во однос на бројот на вработените во компанијата. Бизнисмените очекуваат раст на економијата и во втората половина од годината, со позитивни резултати на градежништвото, металургијата и земјоделството. Бизнис вестите се по Централниот дневник. Да, многу повеќе за економијата во бизнис вестите, ние продолжуваме со главните политички теми. На одвоени средби представниците на ВМРО ДПМН и СДСМ во адхок комисијата за 24 декември и денеска ја продолжи работата со председателот Давидковски и меѓународниот представник. Александар Спасовски ја следеше и денешната работа на комисијата, го имаме во живо во овие вести. Александар, има ли договор од денешните средби? Иван, не знам дали ме слушате, имавме мали технички проблеми. Комисијата за расветлување на настаните од 24 декември продолжува со работа, се поголем е оптимизмот, барем ако може да се заклучи според она што во јавноста го изнесува нејзиниот председател професорот Борче Давидковски. Ја имаме изјавата од снимена денеска. Денеска од 10 имав до 11:30 со представниците од СДС, од 11:30 до сега со представниците од ВМРО и со Странецот, ги усогласуваме, утре продолжуваме со работа, не можам повеќе што да ви кажам. Мислам дека сме многу близу да најдеме заедничко решение и евентуално петок да ве повикаме и да го потпишеме сите извештајци. Решение за што? Точно за што отприлика разговарате? Сега немојте да ве поголем сте оптимист од шира по денешните средби? Да, се уште сум оптимист. Денеска со свој став во врска со деблокадата на комисијата излезе и председателот Ѓорги Иванов, кој беше и нејзин иницијатор. Иванов го изрази своето задоволство од деблокадата на комисијата и потенцираше дека случувањето од 24 декември но и надвор овде пред собранието во иднина не смеат да се повторат. Тој потенцираше дека македонските интереси не смеат да бидат жртва на теснопартиски интереси, особено не на интересите на поединци. Да напоменам дека комисијата со својата работа продолжува и утре, како што каже и председателот во оставка Борче Давидковски. Утре значи ќе има заедничка средба со представниците на двете политички партии. Тој рече дека
практично се многу блиску до договор, меѓутоа сепак ќе треба да почекаме тие да ги усогласат ставовите и согласно претходно направениот договор помеѓу Груевски и Заев од средбата во понеделникот до петок, до кога и последниот рок да биде донесено, да биде подпишан финалниот извештај кој што за Македонија представува и обврска пред меѓународниот фактор, односно пред Европската унија, и од него во голем дел ќе зависи и извештајот на Европската комисија кој што треба да биде издаден во октомври, особено во делот за тоа како течат демократските процеси во Македонија. Иван? Александар, ти благодарам за ова вклучување во вестите. Многу повеќе информации за работата на ад хок комисијата гледаме во дневникот во 19 часот. Законите за аудио и аудиовизуелни услуги веќе втор ден се на амандманска расправа. Од утре би требало да се најдат пред членовите на Законодавно-правната комисија. Власта и опозицијата и денеска ги спротивставија ставовите во однос на амандманските измени. Гласачите на ВМРО ДПМН се без мозок, а нивните пратеници се климачи на глава. Вака СДСМ ја водеше денешната дискусија на комисијата, на која наместо за амандманите, собраниската говорница повторно ја користеа за да обвинат власта. Пратеничката група на СДСМ повлече неколку амандмани, под изговор дека веќе немаат смисла, исто како што за нив нема смисла ниту овој закон. Сафет, држи се Ве молам, колеги, да се држиме до достоинството и ве молам... Точно пола Македонија нема музика. Кога веќе 2 дена овде зборувате за чест со полна уста, јас мислам дека е честно од ваша страна сега да им се извините на граѓаните. Благодарам. Опозицијата реагираше по прифатениот амандман со кој се предвидува новата агенција за медиуми да се грижи за работата на издавачот на медиумот наместо радиодифузерот. СДСМ обвини дека со ова агенцијата ќе има целосна контрола врз медиумите, вклучувајќи ги електронските и печатените медиуми. Министерот Ивановски пак прецизираше дека со новото тело не се предвидува таква надлежност. Зошто трошевте народни пари да организирате јавни расправи, да одглумите дека го вклучувате ЕСНАФот, ги вклучувате сите оние на кои се однесува овој закон, а сега со срамене на амандман всушност се враќате на првобитната ситуација. Од првиот ден до денес стоиме исто дека агенцијата нема да има ингеренции врз печатените електронски портали во содржината и во програмата на печатените електронските. Само ќе оправи административниот надзор. Ова што се зборува, дофрлува пратеникот Јане Макрадули дека е лага. Нека прочита пратеникот Макрадули каде има регистар за печатени медиуми и електронски портали. Нека прочита пратеникот Макардули дали има лиценци во држава за печатени медиуми. СДСМ реагираше и за надлежностите на директорот на новата агенција. Нивниот амандман советот на агенцијата да ги издава дозволите за работа на медиумите, а не директорот, не беше прифатен пошто следеше жестока дискусија. Недозволиво е да носиме закон за вака сензитивна област како што е медиумската област, во кој еден човек ќе прима директни наредби. Концептот е стручната служба во регулаторното тело да биде таа која што ќе биде деполитизирана, таа која што ќе ги припрема сите стручни извештаи, таа која што ќе прави надзорите и која што ќе ги припрема материјалите за директорот и директорот кој што ќе после тоа ќе оди на советот. Предлог законот е во второ читање и втор ден се претресуваат амандманите. Според деловникот за работа, амандманите треба да бидат разгледани до утре, пошто законот ќе биде ставен на Законодавно-правната комисија, а потоа на конечно гласање на пленарна седница. Нови имиња во дипломатско-конзуларните представништва во Атина и Вашингтон, но и во уште 7 амбасади. Шефот на државата го потпишал списокот со предлози на кои има и 9 ротации. Помеѓу новите, според информации на Сител, е и името на поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски, кој патува во Вашингтон, и името на Дарко Ангелов во Атина. Еве кои други и каде ќе ја представуваат Македонија. Васко Наумовски ќе биде нов амбасадор на Македонија во Вашингтон, дознава Сител од дипломатски извори. Поранешниот вице-премиер за евроинтеграција ќе го наследи Зоран Јолевски во амбасадата во САД. Дарко Ангелов пак ќе биде ново амбасадорско решение за Атина и ќе седне во фотелјата на досегашниот амбасадор Сашо Стевков. Од Министерството за надворешни во амбасадорската позиција во Берлин се сели Ненад Колев.
Ова се 3 од решенијата кои владата ги достави до председателот и кои добија зелено светло од шефот на државата. Според извори на Сител, Пајо Авировиќ заминува од амбасадорската фотелја во Обединетите нации, а на негово место во мисијата на Македонија во светската организација доаѓа Васко Андоновски, дипломат од кариера кој од новинар преку МНР беше на служба во амбасадата во Рим, а потоа и заменик амбасадор во Пекинг. Авировиќ пак се враќа во Тел Авив, амбасадата која напушти за позицијата во Обединетите нации. Мигротирачките амбасадори се и Веле Трпевски од Тирана и Стојан Карајанов од Приштина. Досегашниот амбасадор во Косово се сели во Албанија, додека Трпевски заминува во амбасадата во Австралија. Досегашниот амбасадор во Хаг Никола Димитров заминува во Москва, а на негово место доаѓа актуелниот амбасадор во Словенија Игор Попов. Фуад Хасановиќ од Катар се сели во Сараево, а на негово место доаѓа Шабан Јашари. Агрон Буџаку добива нов 4-годишен мандат во Париз. Илија Исајловски од Москва заминува во Пекинг, а оттаму во Италија се сели Оливер Шамбевски. Василка Поповска Тренеска неверојатно ќе го наследи својот сопруг Мартин Тренески како амбасадор на Македонија во НАТО. Министерството за надворешни работи сега ги подготвува барањата за агремани за идните амбасадори, процедура која може да трае и неколку месеци. И додека македонците ги полнат грчките плажи, грците ги користат пониските цени во Македонија. Наместо одмор на Халкидики, грчките медиуми пишуваат дека нивните сограѓани од северот ги одбираат хотелите во Гевгелија. Покрај можноста за коцкање добиваат бесплатна храна и пијалоци во казината и сместување за 3 пати пониски цени. Грците веќе ги научиле и црните пазари во земјава, па грчката полиција се почесто приведува препродавачи на фалсификувани цигари од Македонија. На ваквите коментарите се дека овие грци биле предавници. Во најновиот текст на оваа тема, објавен во електронскиот весник Репортер ГР, под наслов "Странците доаѓаат, грците одат", авторот пишува за грците кои преферираат да го поминат својот одмор во Македонија, наспроти големиот број странци кои летуваат на Халкидики. Според релевантни извештаи, јасно е дека грците од Северна Грција не се расположени да ги плаќаат високите цени во хотелите на Халкидики, скапите ресторани во областа и прескапите пијалоци во ноќните клубови. Затоа, за да избегаат од својата дневна рутина и со цел да се релаксираат и забавуваат за време на викендите, но и за целиот годишен одмор, тие повеќе сакаат да одат во Гевгелија, пишува Репортер. Сајтот ја опишува Гевгелија како град во близина на македонско-грчката граница, кој е полн со казина во кои посетители се претежно грци. Грците одат во казината не само за да играат, туку затоа што имаат и други привилегии, како што се бесплатна храна и пијалоци и престојуваат во нивните хотели. Затоа нормално е што повеќе им се допаѓа таму. И како да не им се допаѓа, кога цената за 2 дена за двајца со сместување, храна, пијалок и забава во хотел на Халкидики чини 210 евра и повеќе, а во Гевгелија тоа чини само 70 до 80 евра, наведува авторот. Според него, грците при враќањето од Гевгелија исто така ги полнат резервоарите на своите автомобили, затоа што бензинот во Македонија чини само 1,40 евра. Текстот, како и сите други на оваа тема, предизвика бурни реакции од читателите кои коментираат дека таквите грци се предавници и наместо парите да ги трошат во својата земја, тие избираат да ги богатат скопјаните. Во меѓувреме, грците добро го владеат и црниот пазар на тутун во Македонија. Така, денеска во Козани, Северна Грција, уапсени се татко и син, кај кои се пронајдени стотици кутии шверцувани цигари од Македонија. Од Атина, Јасмина Тасевска. Возач на товарно моторно возило од марката МАН вчера на граничниот премин Богородица пријавил дека му била оштетена кабината во селото Евзони на само неколку километри пред граничниот премин. Со оваа пријава бројот на инциденти кои летово им се случиле на македонски државјани во соседна Грција се искачи на 56. Од вкупно пријавените поголемиот дел се кражби на таблички, но има и 16 оштетувања на возила. Според соопштението од МВР, досега грчката полиција не ги известила за било какво покренување на истрага и резултатот потрагата по уништувачите на македонски возила. Еден месец пак по протестите на златнозорците на границата со Македонија, дури денеска за прв пат опозицијата во Грција побара одговор од тамошната власт. По 20 години повеќе од оправдано е Обединетите нации да ги запрат своите напори и да остават двете страни меѓусебно да се договорат, порачува професорот Даниел Сервер. Поранешниот американски пратеник на Балканот оценува дека тоа е потребно, бидејќи досега не помогнало ниту медиаторството на Метју Нимиц, ниту пак има кој да ја спроведе пресудата од Хаг.
Зошто да се мачите со плаќање на висока цена за решение, кое обично ја повлекува, ако цената на чинење на конфликтот е релативно ниска? Со оваа констатација експертот за Балканот професорот Даниел Сервер прашува дали е можеби време Обединетите нации да се повлечат од решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција и да ги останат двете страни да седнат и директно да разговараат и да постигнат решение. Спорот околу Израел и Палестина е стар 65 години. Македонскиот спор со Грција околу нејзиното име е предмет на посредување веќе 20 години, исто колку што се работи на спорот меѓу Ерменија и Азербејџан околу Нагорно Карабах, а мировниците на Обединетите нации се во Кипар скоро 40 години. Има економска оправданост во тоа, бидејќи напорите на меѓународната заедница се релативно ефтини во споредба со потенцијалните последици од нивното разрешување, смета Сервер. Поранешниот американски пратеник на Балканот, наведувајќи ги основите на спорот, пишува дека напорите на посредникот Метју Нимиц досега не вродиле со плод. Пресудата на Меѓународниот суд на правдата за прекршување на времената спогодба од страна на Грција нема кој да ја спроведе, ниту пак да гарантира дека при евентуален договор грчкиот парламент ќе го ратификува членството на Македонија во НАТО. Не сакам да ја минимизирам важноста на несогласувањата за тие што се директно инволвирани. Македонците и грците ова прашање го сметаат за екстремно важно, бидејќи навлегува во нивниот идентитет. Но дали е тоа нешто во чие решение треба да инвестира остатокот од светот? Ризик од вооружен конфликт од ова прашање не постои. По 20 години ми се чини дека е повеќе од оправдано Обединетите нации да ги запрат своите напори и да ги остават двете страни меѓусебно да се договорат или не, пишува Сервер. Идејата на професорот Сервер за директен диалог меѓу Македонија и Грција доаѓа по иницијативата на Македонија за средба на ниво на премиери и за формирање на тимови на двете држави кои би разговарале за спорот под посредништво на амбасадорот Нимиц, кој Грција го одби. Амбасадорот Јушка, кој пред еден месец остро ја критикуваше Македонија, е еден од двајцата за кои Комисијата за надворешни работи на Литванскиот парламент започна истрага, откако во јавноста се појавија информации според кои токму тие двајца во телефонски разговори давали изјави спротивни со националните интереси на Литванија. Јушка и неговиот колега се под истрага откако на YouTube биле поставени разговорите со бизнисмени во кои надвор од дипломатските процедури коментирале односи со странски земји и личности со што ги загрозили интересите на нивната земја. Литванскиот министер за надворешни работи по состанокот на комисијата најави повлекување на двајцата амбасадори. Јушка при презентирањето на приоритетите на литванското председавање со Унијата остро и невообичаено грубо ја нападна Македонија во македонското собрание со ставови спротивни на сите останати дипломати во земјава, кои истиот ден беа демантирани од шефот на литванската дипломатија. Бизнисмените очекуваат раст на економијата и во втората половина од годината, со позитивни резултати на градежништвото, металургијата и земјоделството. Бизнис вестите се по централниот дневник. Во пожар предизвикан од невнимание изгореа 20 хектари нискостеблеста шума во кратовските села Кетеново и Куклица. Во гасењето на огнот покрај противпожарната служба учествувало и местното население. Голем пожар избувна во Кратово, каде изгоре околу 20 хектари нискостеблеста шума. Причините за пожарот се невнимание на еден од селаните кој живеел во местноста Куклица. Селанот кој го предизвикал пожарот објаснува дека тоа било од невнимание. Се прошири од тука ми фати на двете стари куќи. Ама старите куќи дека имаше стрела малку гасеше. Јави ова дете да пожарна, дојде одма, така оттуда до вода, го спаси петоа. И сега од десната страна ми фати малку, ама не се знал дека од левата страна према нова куќа ми се спушти. Абе не може да го гасам ја, никако. Види. Пожарната реагираше на време. Пожарната одма дојде. Немаше 15 минути дојде. Едниот фабо тука разфрлавме, другиот ги фати оние куќи горе после ридов. Има ли опасност ја моментално да Нема опасност. Нема опасност, значи во рета. Борете се. Од противпожарната единица Кратово вело дека пожарот е пријавен околу 11 часот и 30 минути, но се уште не е локализиран поради силниот ветер кој го разнесува пожарот наоколу. Причината е само штета на приватен имот, но при тоа нема опасност за куќите кои се наоѓаат во близина на пожарот. Во гасењето на пожарот помогнали околу 20 на жители на селото Куклица и Кетеново, при што теренската противпожарна единица не побарала помош од колегите од околните градови. Веќе втор ден бесна е пожар на десетина километри од Битола во реонот на селата Лисова и Црнобуки. Временските услови им ја отежнуваат работата на противпожарните екипи кои работат и на заштита на локалното население.
Голем пожар на 10 километри од Битола веќе втор ден уништува деградирана и шума од црни белбор. Екипи на територијалната противпожарна единица и на шумското предпријатие кај Макчалан синоќа го локализирале пожарот, кој заради ветрот денеска повторно се разгорил, заканувајќи се по сопственоста на жителите на селата Беранци, Долносрпци, Лисолај и Црнобуки. Во моментот имаме 3 екипи на теренот. Една екипа со 5 пожарникари и 2 противпожарни возила се наоѓа натред помеѓу селата Лисола и Црнобуки, а другата екипа, заедно со екипата од Шумското, се наоѓа во аторот на селото Беранци. Голема површина е. Ние ќе правиме максимални напори пред се да го заштитиме населението и местното население, да не дојде до несакани последици. Ако за денеска најавените врнежи од дожд сепак го одминат Битолскиот регион, надлежните ќе се состанат вечерва во потрага по решение за шумскиот пожар во близина на Битола. Или упис во задолжително средно или казна од 1000 евра. Ова се опциите за 6000 основци кои се уште не се запишале во средно училиште. Гимназиите се веќе пополнети, но на утрешниот последен уписен рок слободни места има речиси во сите стручни училишта. 6008 оделенци утре со последна шанса за упис во задолжителното средно образование. Или ќе продолжат да учат, или ќе платат казна од 1000 евра. Изборот за насоки е голем, речиси во сите стручни има слободни места. За сметка на тоа, гимназиите се пополнија уште во првиот уписен рок. Не вродија со плод апелите на владата децата да избираат стручни училишта, затоа што со нив многу полесно ќе најдат работа. Министерот Ристовски одговорноста за тоа ја гледа и во самите директори на училиштата. Тие треба да ја направат струката атрактивна и да вложат повеќе напори за повеќе практична настава. Директорите не се тие кои што треба континуирано да се жалат. Тие се основните генератори на и моторната сила на спроведувањето на политиките. Ако ние како влада сме донеле измени во закон и генерални политики за зголемување на практичната работа во рамки на училиштата, ако бирото изготвило посебни програми за интензивирање на практичната работа, сепак тие како директори заедно со своите колективи треба да бидат основниот мотор и имплементаторите на целата таа политика. Средното образование е задолжително од 2008-та. Секоја година има деца кои по разни основи остануваат само со основно. Лани, Државниот просветен инспекторат поднел 392 барања до судовите, но немаат информација дали некој од нив ја платил казната. Младинскиот културен центар добива нов лик. Градот Скопје ја финансира реконструкцијата која треба да придонесе за подобри услови за работа и за поголема посетеност. Ново платно, висококвалитетен проектор, акустични ѕидови и нови столчиња во кои наместо досегашните 50, одсега ќе уживаат 80 гледачи. Джебното кино во МКЦ со инвестиција на град Скопје добива нов изглед, кој ширум ќе ги отвори вратите на европската арт филм продукција. Ова кино ќе биде достапно сега и ќе ги исполнува условите за да може да влезе во арт кино мрежите на Европската унија, зашто Младинскиот културен центар конкурираше и се надеваме дека ќе влезе во таа мрежа, со што ќе се овозможи да многу арт филмови кои што се продуцираат во Европската унија да можат и тука во нашето кино да се продуцираат. Реконструирана ќе биде и концертната сала, чија улога одсега ќе биде повеќе наменска. Нова сценска конструкција која што ќе овозможи да може да се стават све осветлување и озвучување кои што е за повеќе настани, а не само за музичките настани, така да покрај музичките може да се прават и театарски настани и други мултимедијални настани. Комплетната инвестиција подразбира и дигитализација на киното Фросина, како именување на сите 80 на врати, со што значително ќе се освежи 40 години стариот ентериер. А новата учебна година во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј ќе стартува во комплетно реновирани кабинети. Ова е инвестиција која што беше повеќе од потребна и неопходна, инаку инвестиција од која ќе бидат задоволни и ученици, и родители, и наставници вработени во училиштето. И на крајот на краевите инвестиција од која ќе бидат задоволни и симпатизери на позицијата и симпатизери на опозицијата. Значи, во интерес на сите ќе биде ова. Судот во Каиро го ослободи соборениот председател Хосни Мубарак од обвиненијата за корупција. Во меѓувреме во Египет продолжуваат апсењата на членови на муслиманското братство. Еве ги вестите од светот во избор на дескот на Сител.
Најмалку 200 лица се убиени утрово во напад на сириската војска врз предградие на Дамаск, кој го контролираат бунтовниците, тврди опозицијата. Според неа било користено химиско оружје, односно ракети наполнети со нервен газ. За режимот на Асад се работи за лага и за смислено сценарио од страна на бунтовниците, во време кога инспекторите на Обединетите нации се во Сирија и истражуваат дали во граѓанската војна се употребува химиско оружје. Во време кога во Египет владее хаос и го тресат протести, од притвор на слобода излегува Хосни Мубарак. Судот во Каиро го ослободи по обвиненијата за корупција, а за другите случаи екс-председателот го поминал максималниот период за задржување во притвор. Обвинителството се уште може да ја обжали пресудата. Во меѓувреме, египетските безбедносни сили продолжуваат со апсењата на членови од муслиманското братство. Утрово се уапсени двајца истакнати функционери на партијата, а вчера за решетки се најде и главниот лидер. Германските медиуми ја пофалија и истовремено ја искритикуваа Ангела Меркел. Ја пофалија затоа што е првиот канцелар на Германија кој го посети поранишниот нацистички концентрационен логор во Дахау, каде се убиени 43.000 лица. Ја искритикуваа пак затоа што веднаш потоа заминала на предизборен собир кој го завршила со кригла пиво. Забелешки стигнаа и од нејзините противници и од аналитичарите. Пијан, издрогиран и полугол турчин се забавувал во авионот на владата на Германија, кој го користи Меркел. Го уништил тепихот во авионот, бојата во кабината и тобоганот на надувување. Штетата е околу 100.000 евра. Се истражува како 24-годишното момче успеало да влезе во леталото, кое се наоѓало во затворениот воен дел на аеродромот во Келн на 25 јули. Инцидентот се чувал во тајност, се додека медиумите не дознале. Ова беа последните информации во вестите во 16 часот, многу повеќе на Свител.com и секако во дневникот во 19 часот. До тогаш имајте пријатно попладне.